Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Погрешната и девастирачка политика на СДС и ДУИ во овој момент води само до избори. А за избори, покрај реалноста која потврди дека немаат мнозинство за уставни измени, има уште безброј причини кои ги отсликуваат нивните политички неуспеси. Секој ден, недела и месец повеќе власт на СДС и ДУИ ќе значи продолжување на следново. Прво, уништено образование. Трета година поред немаме учебници, нема квалитетно образование. Генерации на ученици не добија квалитетна наука и настава. Второ, девастирана економија. Инфлација која не се издржува. Енормно задолжување на Македонија. Највисок буџет досега, а најсиромашен народ. Трето, катастрофален здравствен систем, низ кој се губат животи, нема соодветни терапии, криминалот владе и во здравството, а таму никој за тоа не одговара. Понатаму, безбедноста која треба да ни ја гарантира МВР и Спасовски подобро да ја нема. Станавме држава во која криминалците се на слобода, а невините осудени. Улиците станаа поле за пресметка на криминални банди. Протестите станаа секојдневие. Доказ дека незадоволството постои на сите нивоа. Ги понижија пензионерите, ги оставија да преживуваат од ден за ден. Наместо социјална држава станавме држава на социјална неправда. Континуирано ни се зголемува бројот на иселување. Населението се повеќе ни го нема, младите заминуваат во огромен број. А главната причина за тоа се економските состојби за кои директно се виновни СДС и ДУИ, но и фрустрациите кои ги донесоа во општеството дека во Македонија нема перспектива. Понатаму, земјоделците се заборавени. Нема ниту пласман за нивните производи, ниту подршка од власта. Бизнис секторот е на работна пропаста. Се затвораат компании, се губат работни места, а власта на СДС и ДУИ носи закони кои директно им го отежнуваат работењето. Нема ниту инфраструктурен развој веќе 7 години. 2 километри автопат не можат да направат. Чекаме со години за еден автопат од Кичево до Охрид кој им беше оставен започнат. А се што требаше да направат е само да знаат како треба да работат. И на крај владењето на правото во Македонија не постои. Владее криминалот и корупцијата, заштита на криминалците доаѓа директно од врвот на власта. Нема независно судство, нема никаква правда во државата. Почитувани, и може уште 2 пати во волку да се набројува, но политичката реалност е една. Власта на Ковачевски нема никаков легитимитет. Комплетно е поразана нивната политика која ја донеса Македонија на дното. Затоа, потребни се избори кои се единственото разумно решение за излез од кризата. А се друго е губење време за Македонија и македонскиот народ. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашања кои што пристигнаа до пресцентарот на ВМРО-ДПМН и за истите да дадам одговор. Ако во текот на наредните месеци не се прифаќа вашето барање за предвремени избори, макар и ако не се случат уставните измени на крајот на ноември, дали за ВМРО-ДПМН би било во ред истите да се одржат заедно со претседателските во април и мај? И како второ, дали ВМРО-ДПМН веќе почна да работи во врска со кандидатот за претседател? Ако не се прифаќа барањето за избори, власта уште еднаш ќе докаже дека се што им е важно се ден или месец повеќе за повеќе криминал и корупција. ВМРО-ДПМН е подготвена за избори кога и да се случат. Но, како и досега, така и во иднина приоритет на ВМРО-ДПМН е мислењето на граѓаните за кандидатите кои ги предлага. Па така ќе биде и овој пат, поопсежна анализа и анкета ќе го имаме најдобриот кандидат за претседател на Македонија. Второ прашање. Синдикатот ќе поднесе предлог законска иницијатива за намалување на функционерските плати. Кој е вашиот коментар за ова? Политиките на власта ги доведоа граѓаните на работ на сиромаштијата. Додека имаме инфлација која што го јаде буџетот на граѓаните, слушаме изјави од министерката Тренчевска дека со 25.000 денари пензионерите можат да преживеат. Комплетно ја разбираме фрустрацијата на граѓаните и синдикатите. Власта мора да најде начин како помалку да краде, па така ќе има можности повеќе да им даде на граѓаните, но како идна влада, ВМРО-ДПМН ќе го отвори прашањето за ревизија на платите на функционерите. Ви благодарам.